Демократската десница е нов субјект на македонската политичка сцена. Незиниот лидер Филип Петровски не е непознат. Уште како студент беше лидер на веќе подзаборавените студентски протести во Скопје во 1997 година. Од шаторот во паркот пред парламентот, тој со неговите соработници и истомисленици се обиде да направи политички и општествен земјотрес, но во тоа не успеа затоа што во наредната 1998 година стана пратеник на листата на ВМРО ДПМН и влезе во политичкиот естаблишмент, каде е доста пријатно и комотно. Неговиот неверен дух не му даде можност да остане мирен во внатепартиските превирања, пошто ја напушти матичната партија и стана десна рака на контроверзниот Љубе Бошковски во Обединети за Македонија. Но, по јавното откажување од него, Филип Петровски реши сам да влезе во политичката борба за освојување на гласачите на престојните воредни парламентарни избори на 5 јуни. Да подсетам дека нашиот денешен соговорник во ова интервју беше близок соработник на поранешниот премиер Љупчо Георгиевски и на покојниот председател Борис Трајковски. Тој вели дека Македонија има неопходно итна потреба од целосно преструктурирање на економската политика. Економијата мора да се насочи кон извоз, со императив да се зголеми бројот на странски инвестиции, со што ќе се зголеми бројот на вработени лица и ќе се намали обемноста на јавната администрација. Проследете го разговорот со Филип Петровски. Кој е Филип Петровски денеска, 2011, а кој беше Филип Петровски 1997? Денеска 39 годишен возрастен и зрел човек, 1997 година студент на филозофски факултет, тогаш 24 годишен. Од тогаш до сега, колку е зрелоста поголема? Многу. Меѓутоа да ме прашавте тоа 1997 година, сигурно ќе ви кажав и тогаш дека сум зрел. Тоа е младоста, енергична, жестока, радикална и секогаш мисли за себе дека е до крај паметна. Мислевме дека можеме многу да промениме. Мислевме дека имаме право да менуваме. Мислевме дека е доведена Македонија во прашање. Јасно ги изразивме нашите стравови и уште појасно ги поставивме нашите барања. За нив тогаш се боревме жестоко. Ги направивме најголемите протести и најдолготрајните протести во масовни во историја, во новата историја на Македонија. Такви протести до ден денеска не се повторени. И мислам дека токму поради тоа и ден денеска 14-15 години подоцна се зборува за тие протести, односно се прави споредба со тие протести. Дали успеавте од тие залагања 97 нешто да реализирате? За жал, освен што направивме протест кој што покажа што можат младите и студентите да направат во една држава, што ако сакате да го споредиме со Хрватска, со Грција, со Србија, со протестите на секаде низ Европа, што посебно во последно време ги има, ние не успеавме да го промениме системот. Оти протестите беа аларм за тогашните власти дека оние што ги водат протестите или што се истакнуваат со свое мислење треба да бидат обработени и одработени и на крај амортизирани. Што мислам со тоа? Вие добро знаете дека во 2000 година владата на ВМРО ДПМН донесе закон за отворање на досијата кои што се водени од политички причини. Јас таму најдов моја досије. Досијето е достапно на македонската јавност на интернет, го има целосно и на мојата веб страница filipetrovski.com. И во тоа досие најдов згрозувачки материјали кои што покажаа дека веднаш по првиот ден на протестите на нас ни е закачена придружба која што работела на дефинирање комплетно на тоа кои сме ние, зошто сме таму, дали имаме политички бекграунд и начини на дискредитирање на таа група. Значи комплетно се правени анализи како целата група која што ги води протестите да биде дискредитирана, како се подметне дрога и понатака консеквенците се жестоки. Значи ако успее тајната служба да ве фати во една таква мрежа или да ви намести таква мрежа, вие понатака станувате соработник до крајот на животот. Дали тој метод на уништување на таа група
предизвика да одамна веќе не сте заедно, а таму бевте многумина, ти беше лидер на тие млади луѓе? Па зависи на кого мислите. Значи, веднаш да кажам дека двајца од луѓето во шаторот се починати. Значи, за жал, еден од учесниците почина од рак. Тоа не го знае јавноста, ова прв пат го кажувам. А еден почина пред година и нешто од свински грип. Неколку мина се надвор од Македонија денеска. Јохан е во Хаг. Инаку Јохан спиеше до мене во шаторот. Не знам и тоа дали го знае македонската јавност. Дел од функционерите, ако мислите на Антонио, од денешна перспектива сметам дека не ни биле искрени во своите намери, посебно затоа што Антонио подоцна после шаторот покажа исклучително невкусни идеолошки определби, зашто година дена после шаторот и беше дистанциран од подмладокот на ВМРО ДПМН. Го спомна подмладокот на ВМРО ДПМН. Ти тогаш беше лидер на подмладокот на... Не, после тоа стана. Лидер на унијата на младите сили на ВМРО ДПМН. Значи, ако се протестите март 1997 година, јас станав председател на подмладокот во септември 1997. Тоа се 6-7 месеци после оние добро познати случувања на поделбите помеѓу Љупчо и Змековски. Зошто не направи политичка кариера по линијата на лидер на унијата на младите на ВМРО за потоа кога ќе се озреш да дојдеш на чело на таа партија, или што се случи? Па видете, 97 година и протестите беа многу индикативни како за тајните служби, така и за политичките структури, односно влијателните структури во ВМРО ДПМН. И јас од денешна перспектива можам да кажам дека беше лоцирано од Филип Петровски е човек кој што не може да биде контролиран. Тоа е човек кој што не може да биде ставен во калап, човек кој што има свој став. Такви луѓе не се на цена во политичките партии. Во нашите партии системот е поставен така да се формира еден султанат кој што буквално сака да ги преслика мислите на председателот на партија во сите членови. Никој нема право да има различно мислење. Ова што го кажува се ми дава шлагвор да те прашам следно. Од тој период, како лидер на Унијата на млади сили, позната ми е една епизода за дистанцирање на еден од твоите први соработници од аспект на тоа дека не изразил поддршка на некој твој став и потоа не знам кој не е со мене,